Добро дојдовте во Ходници. Пропадна задолжителната вакцинација против ХПВ кај девојчињата од 12 години. Зошто родителите не дозволија да се вакцинираат? Дали е во прашање бизнис или преголема грижа на државата за идните генерации? Останете со нас. Редовната вакцинација која штити од рак на грлото на матката доживеа фијаско. Ординациите останаа празни, вакцините во фрижидерите. Така беше во речиси целата држава. Родителите не ги поколебаа ниту казните од 30 до 50.000 денари, ниту убедувањата на гинеколозите дека вакцината е ефикасна и сигурна. Еве како помина месецот на вакцинација против ХПВ. Празни ординации, вакцини кои останаа во фрижидерите. Родителите годинава не ги пуштија девојчињата да ја примаат вакцината против ХПВ, која е задолжителна за генерацијата од 12 години. Не ги поколебаа ниту казните кои ги воведе Министерството за здравство. 2 дена екипата на Ходници чекаше да се увери на лице место како се одвива вакцинацијата, но ординацијата во поликлиниката во Ченто остана празна. Одзивот е многу слаб, посебно во овој наш район аптека, за разлика од лани. Тоа пред се се однесува заради недоволната информираност на родителите. Така да се случи да во почетокот, сега прошла недела вакцинацијата тргна многу добро. Во 2 школи скоро 90% дадовме вакцината. Меѓу народот се прошири пак фамата, како што беше лани, дека таа вакцина е штетна, дека има последици. Иста е ситуацијата и во другите амбуланти во Скопје. Медицинскиот персонал ги посетува училиштата, но велат одзивот е слаб, никој не сака да се вакцинира. Во скопското село Света Петка ниту едно девојче не дојде да ја прими вакцината. Вакцина против ХПВ не ставивме, немавме контакти со родителите, посебно преку класниот раководител, одговорниот за објектот, имаме сознание дека родителите одбиваат нивните девојчиња да примат вакцина. Родителите не се информирани, стравот и недовербата резултираа со бојкот на вакцинацијата. Струмица, Штип, Тетово, ситуацијата е иста во сите градови. Сум слушнала и сум прочитала дека тоа после влијае на стерилитет или не такво нешто. Докторите велат дека нема несакани ефекти. Јас сепак не верувам, пошто нешто што се збори, ако не 100%, 10% мора да биде вистината. Вие вашето девојче би го вакцинирале? Ако не сум толку информиран доволно, кога би се информирал доволно и нормално би тоа ми е внука уствари, внука ни е, зашто да не? Во Титово вакцинирани се само 1/3 од девојчињата. Лекарите виновниците за слабиот одзив ги наоѓаат и во своите редови. Имало и такви кои на своите пациенти им велат дека вакцината е штетна по здравјето. Заинтересираноста за ХПВ вакцинацијата во градот, зборувам конкретно за градот, Тетово е многу мала. Затоа што има разни дезинформации, дека тоа предизвикува штетни дејства кај девојчињата кои што ја примаат таа вакцина. Во Штип се вакцинирале само половина од децата. 20 на родители потпишале дека не сакале да ги вакцинираат своите деца. Во Струмица од 550 девојчиња 3 дози ги примиле само 56. Во почетокот 2008 кога започнавме да вакцинираме, навистина имаше голем интерес, за да подкасно по негативните кампањи во светот, па и кај нас, интересот спласна. Значи немаше доволно работилници и трибини од експерти, а најмалку да видиме вклучени ние извршителите, од експерти, тоа се гинеколози, имунолози, педиатри, па нека сме и ние експертите со присуство на родители. И од Светската здравствена организација се заинтересирале зошто одзивот за вакцинација во Македонија е толку мал. Нивни експерти веќе биле на терен. Увиделе дека родителите одбиваат да ги вакцинираат девојчињата во речиси целата држава. Се издвојуваат само неколку општини како Валандово, Берово, Вивчани. Од невладината организација која се залага за ХПВ вакцинација го осудуваат малиот одзив. Вакцинацијата, промотивите на вакцинацијата и првите керки чии што се вакцинирани се уствари на мајки кои што имале проблеми со тоа. Значи, или имале конизација, или имале ХПВ високоризичен, или имале радикална хируршка операција за отстранување на органите кога биле заболени од рак на грлото на матката.
Како може во Шведска и во Швајцарија одговорот на вакцинацијата да биде близу 100%. Гинеколозите апелираат до родителите сериозно да се свати вакцината која може драстично да ја намали бројката на заболени од рак на грлото на матката. Според мене би требало да биде за машките до 15 годишна возраст бесплатна. Значи во многу развиени земји во светот е бесплатна за машки до 15 годишна возраст. Јас ова неколку пати го предложив, но бидејќи ситуацијата во државата е таква каква што е, не се прифаќа за девојчињата, ќе најдев на голем отпор ако инсистирав да биде прифатлива и за машките, односно бесплатни за машките до 15 години. Во Македонија во последните 10 години бројот на заболени од рак на грлото на матката е во постојан подем. Втора е по смртност веднаш по ракот на дојката. Вакцините на почетокот побудија голем интерес кај девојките до 26 години, но откако беше воведена како задолжителна за девојчињата од 12 години, интересот одеднаш спласна. Дилемите и стравот од непознатото родителите ги направија скептични. Привилегија да се има вакцината против ХПВ или добар бизнис? На ова прашање треба да одговорат надлежните во Министерството за здравство и владата. Вакцините чинат фантастични 5 милиони евра, наред е исплатата од последниот милион. Иронијата да биде поголема, буџет за лекови за децата со ретки болести годинава нема. Како се трошат парите на граѓаните? Политичка одлука, бизнис или сериозна грижа за идните генерации? Што е тоа што ја натера Македонија четврта во светот да ја воведе ХПВ вакцината како задолжителна? Ова прашање си го поставуваа многу родители кои деновиве требаа да ги вакцинираат своите 12 годишни ќерки. Но еве како тргнаа работите. Добивме допис, мислење од Сдруженијето на гинеколози, меѓутоа и мислење од невладината организација за ХПВ, кој што побара од Министерството да направи напори и да ја воведе оваа вакцина во редовен календар на вакцинација кај девојчињата, со точни напишани кои се приоритетните можности, што е она што штити оваа вакцина. 2 години по производството на првите вакцини во светот, во Македонија се бараше вакцина повеќе, се правија листи на чекање, се потрошија првите 9000, па државата одлучи да набави 70.000 вакцини, за нив плати фантастични 5 милиони евра. Но дали Македонија е доволно богата? Постои ли економска издржаност за да се оправда овој потек? Прашуваше тогаш еминентниот стручњак на генетиката, академик Ѓорѓи Ефремов. Најновото видување на група истражувачи во Холандија, соопштено на интернет и во меѓународно списание во јули оваа година, но кажува дека не постои економска оправданост за користење на вакцината. Дури и за развиени земји, камо ли земји во развој. Зашто? Зато што е таа извонредно скапа. За академик Ефремов, како и за многу лекари, не е спорна самата вакцина, иако дилемата е колку години заштитува. Застапниците на вакцината тврдат дека ќе штити во наредните 15 до 20 години. Самиот производител пак тврди дека не е познато колку време ќе штити, но досегашните испитувања покажале заштита од најмалку 5 години. Тогаш кој е бенефитот за девојчињата од 12 години, ако се знае дека ХПВ како причина за рак на матката се јавува после 30-та година? Бенефитите се од тоа што ќе бидат спречени големите проценти на предракови промени што настануваат на одредени делови од човечкото тело, а бенефитот на долги рокови е тоа што научниците укажуваат дека некаде за 15, 20 до 25 години да опадне процентот на заболени од рак на грло на матката до кај 70-80%. Инфекциите со хуман папиломавирус како причинител на канцер на матката се јавуваат после 30-та година. Тоа подразбира дека треба да се чека 2 декади од вакцинацијата за да се види ефектот. Но на што неминовно се наметнува како прашање е кој колку профитира со овие вакцини, дали на почеток кога имаше голема побарувачка, некој во ова виде само добар бизнис. Јас мислам дека залудно фрлени пари за вакцина не се, посебно за вакцината за ХПВ. За други вакцини не можам да спорувам, али за ХПВ можам да кажам дека парите се фрлени наменски.
Како и повеќето капитални тендери, овој го доби веледрогеријата Кемофарм, која се смета за блиска до власта. Оттаму не сакаа да откријат колкава е нивната заработувачка. Се знае само дека една доза чини 70 евра, трите дози што треба да се примат 210 евра. Сето тоа на товар на државата. Тоа делува ево доменот на работи кои што ние не смееме, не можеме да ги изнесувам. Слаба кампања на Министерството или преголемата информираност на луѓето преку интернет доведоа вакцината годинава да доживее фијаско. Луѓето не сакаат да одат на несигурно. Мислам дека не би требало како да ви кажам, да прават експерименти со нашите млади. Треба да си проверат на некои поблиски. Би го вакцинирале вашето дете или вашето внуче? Па би, ама не одма на почеток, нели? Ако се види искуство како е. На граѓаните останува да одлучат на кого ќе му веруваат. На стручњаците кои се трудаат да ни објаснат дека вакцината е ефикасна и сигурна, или на здравствените власти кои не убедуваат дека во време на економска криза е привилегија да се има оваа скапа вакцина. Може би ќе поверувавме дека сме привилегирани, ако не се запрашавме зошто годинава Министерството нема пари за децата со ретки тешки болести, што може да резултира со фатален крај. Манипулирали некој со парите на граѓаните. Научниците препорачуваат жените, па дури и мажите да се вакцинираат против ХПВ. Противниците на вакцината укажуваат на несаканите ефекти. Светската здравствена организација и по вакцинацијата да се продолжи со ПАП тестови, бидејќи дејството не е 100%. Светот се уште дебатира за вакцината, која прв пат се појави во 2006-та и се уште не ги смирува страстите. Хуман папилома вирусот е најчесто пренесувана сексуална инфекција во САД. Американската здравствена асоциација проценува дека од 75 до 80% од сексуално активните американци ќе добијат ХПВ во текот на животот. Ситуацијата е слична во повеќето светски региони. Повеќе од 80% од африканските жени постари од 50 години наверојатно ќе бидат заболени од ХПВ. Американските истражувачи заклучиле дека вакцините против ХПВ ги заштитуваат и жените кои веќе биле заразени од вирусот. Една од непознатите работи е дали треба да се вакцинираат сексуално активните жени. Знаеме дека вакцината фантастично делува кај жените кои не стапиле во сексуален однос. Сега заклучивме дека вакцината им помага на сите, дури и кај оние кои преживеале болеста и имале операција, го спречува повторното појавување на вирусот. Германскиот научник Харалд Цурхаузен во 1976 година ја открил врската меѓу ХПВ и ракот. За тоа ја добил и Нобеловата награда за медицина. Тој сега препорачува вакцинирање против ХПВ и бара зголемување на свеста за проблемот. On the vaccine for various reasons. First of all, many people don't want to talk to their teenage daughters of a sexually transmitted disease, which it is clearly. Secondly, there are some, I would say quasi-religious reasons, because it's feared to some degree that if the vaccination may increase sexual promiscuity in another way. And there have also been reports of some serious side effects of the vaccine, which fortunately turned out to be not true, in fact. Во Америка во 2008 година се регистрирани 11.000 случаи на рак на грлото на матката, од кои 3.900 завршиле со смрт. Меѓутоа, противниците на вакцинирањето предупредуваат на несаканите ефекти. Во Америка се регистрирани 12.000 нуспојави од 23 милиони вакцинирани жени. Научниците кои се скептични кон имунизацијата предупредуваат дека ризиците се поголеми од придобивките. Постои вакцина против овој вирус. Значи логично, ако го немате вирусот, немате рак. Ако ја добиете вакцината, нема вирус. Значи можеме ли да кажеме дека тоа е вакцина против ракот? No, I don't think that's fair. Why not? That's not fair because Не е така, затоа што 90% од виралните инфекции не предизвикуваат рак. Од оние кои остануваат, само 5% предизвикуваат предканцерна состојба, за која треба долго време пред да се развие во рак на грлото на матката и која лесно се открива од пап тестовите.